Брату, знаеш ли колку е добра си победник? Сигурно не би знаел. Ај не ја ти гума бе да ти е. Прво гледај. Молим те признај дека беше на среќа победава затоа што реално мој беа понапред, ама ти победи, ма добре, еви ти ракај. Еве бе, не сум јас плачко. Само што ќе кажа, все ти ќе беше плачко епизодава? Не брат, чекај малце. Кога сме кај плачко Димитар, кај бе брат? Знаеш ли, Чекај бе малце, шо правите горе? брат, само што ќе кажам колку е добро на врват па лузерите доле. Само една работа ќе кажам, брат. Ја бар бањат се во епизода. Вие знаете на што мирисате? На Ке снимаме ли? Ќе снимаме? Ајде. Втора епизода? Може? Идеме во втора епизода. Ајмо! Јас сум спремен, а не знам дали сте и вие, но втората епизода од првото македонско адреналинско шоу Триумф започнува. 15 општини, многу адреналин, многу шоу, многу тешки предизвици, а награда вредна 3000 евра. Уште една епизода во која што ќе се натпреваруваат 3 општини. Имаме само еден победник, ќе видиме тоа дали сум јас, а вие не заборавајте да ставите лайк и сабскрајб, да го поддржите ова шоу, а ние ви ветуваме повторно многу голема забава. На самиот почеток сакам да се заблагодарам на генералниот спонзор Моцарт Бет онлайн, без кој што ова шоу немаше да го има овој квалитет. Концептот на оваа емисија е повторно ист. Имаме две надпревари, каде што во првата авантуристичка игра се надпреваруваат трите општини, каде што една ќе одпадне сигурно. Потоа идеме во вториот надпревар, каде што победникот директно оди во полуфинале. Реално знам дека ништо не ви е јасно од најавата на Петар, ама ајде да ви ги скратам маките и да ви објаснам во кратки црти. Имаме 3 општини, се надпреваруваат во 2 игри. Трите општини играат само во првата игра, оние кои што ќе бидат подобри одат во втората игра која што е важна за победникот од оваа епизода. Оној кој што ќе победи оди директно во полуфинале, второ и трето место ќе видиме што ќе прават во четвртфинале. Но за да стигнеме до тоа, прво треба јас, Петар и Стефан да изиграме онаа мини игра во која што ќе имаме опција да бираме со која општина играме. И најважно од се дека и оваа епизода се снима во, кажи бе, што сакаш да кажеш? Да види. И што ви е јасно, сега деме кој не поарен од мене. Веќе размислам да му скратим од платата. Не, ама право беше човеков што кажа дека треба позади да биде, ама нема врска. Не. Ќе го преме муаветот. Важно е дека и оваа епизода ја снимаме на местото на Скопје контейнер терминал, односно на Blue Bell складиштето кое што благодарение на нив и овој пат имаме прекрасна локација за која што ќе видите колку јаки игри имаме смислено. Време е да ги представиме општините. Ајде. Најголема среќа во ова шоу е што го имаме Димитар, па може се да ви објасни. Шега на страна, време е за шоу. Јас ја представувам мојата општина, таму каде што сум израснат. Општина Аеродром. Општина Аеродром го добива името според воениот аеродром кој се наоѓал кај поликлиниката Јане Сандански и касарната Гоце Делчев, а бил бомбардиран од нацистичка Германија во април 1941 година. Визијата на оваа општина е богата иднина на едно европско општество, која секогаш ќе го надградува својот модерен изглед. Мисијата на општина Аеродром е јасна, да ги оправда епитетите што ги носи како најурбана, најспортска и најмлада општина. Зеленилото пак за кое се грижи е застапено дури и повеќе од пропишаните стандарди. Чистотата, мирот и безбедноста се заштитен знак и затоа многумина млади посакуваат својот дом да го создадат токму во општина Аеродром. Иако важи за една од најурбаните општини во Република Македонија, што по правило асоцира на многу бетон, Аеродром стана најзелена општина со огромни зелени површини и со нови модерни паркови, што ги изгради за луѓето да може да се рекреираат во близина на своите домови, помладите да спортуваат, а повозрастните да уживаат во убавините што ги нудат овие паркови. За Аеродром во Триумф се надпреваруваат Љупчо Иванов, Маријана Величковска, Мартин Мајк Петрески. Мартин Мајк Петрески, од Аеродром, 26 години, професионален авантурист. Пријав за да победам. Јас сум Маријана, доаѓам од општина Аеродром, дојдов да победам, тимот ми е супер и сигурно сум дека ќе победиме. Јас сум Љупчо Иванов, имам 29 години и по занимање сум дигитален маркетер. И како дигитален маркетер се пријавува на адреналинско шоу? Битен е духот, не е битна професијата. Знаеш колку пари со својо прво место ако земете? Нешто наслушнав, не сум сигурен, 3000 евра. Пошто Стефан е многу добар водител, он може само да сања дека ги представува Аеродром, он само би објасни дека Аеродром е прва општина. А како втора општина, знаеш како викат? Од кај е жената и таму ти е фамилијата. Втора општина Битола. Битола е град кој изобилува со богато природно и културно-историско наследство. Посетувајќи ја Битола ќе почувствувате дека се движите низ еден времеплов кој во себе обединил различни култури, периоди, обележја и вредности. Природните и културните богатства на Битола
е вистинска атракција како за граѓаните на Битола, така и за голем број туристи. Град кој изминатата година го одбележаа многу успеси на спортски план, ракометни, фудбалски и кошаркарски успеси и шампионски титули. И додека локалната самоуправа го поддржува спортскиот и културниот развој, последните 2,5 години Битола е вистинско градилиште. Се реконструираат улици, се градат спортски терени, паркинг простори, детски градинки, противпожарен дом. И токму затоа за Битола важи изреката: само еден тим, само еден град, само Пелистер, само Битола. За Битола во триумф се надпреваруваат Саша Грбиќ, Антонио Ивановски, Елисавета Димовска. Здраво, јас сум Саша Грбиќ, 41 година, доаѓам од општина Битола. По занимање спортиста, планинар, кросфитер, во слободно време работам. За што се пријави? За забава. Антонио Ивановски, од општина Битола, 27 години, кросфитер, планинар, трчам по трки планински и ред други работи. Елисавета Димовска, 30 години, тренер и собственик во X-Fit Битола. Колку време си тренер? 6 години веќе. А кросфитер? Околу 10. Многу емотивно колегиве си ги доживеа општиниве како да чекаат плацеви да купат од таму. Мене ми е чест и задоволство што ќе ја најавам третата општина која што ќе се надпреварува денес, но не поважно затоа што верувам дека и како ќе бидат добри. Општина Штип. Градот Штип се наоѓа во источниот дел на Република Македонија и е еден од најстарите градови во Македонија. Во пишуваните документи името Астибо за прв пат се споменува од античкиот хроничар Полиен во 3 век пред новата ера, а Астибо важел и за центар на источниот дел на македонското античко кралство. Штип е познат по тоа што првата опера во Македонија е прикажана токму во овој град, како и по најстариот македонски музички фестивал Макфест. Градот под Исарот, градот на културата, градот на пастрамаилијата, градот на текстилот. Во поново време, Штип важи за еден од главните туристички и културни центри на Источна Македонија. Градот во кој што многу млади луѓе се одлучуваат да го продолжат своето високо образование. Градот со средени паркови и зелени површини. Градот на ноќниот живот. Градот кој ги спојува културата, историјата и иднината. За Штип во триумф се надпреваруваат Александар Иванов, Јована Симонова, Иван Тодоров. Јас сум Александар Резинов Иванов, доаѓам од општина Штип. Мислиш дека ќе има фарбање емисија? Па ќе видиме. Колку станови имаш искрешено до се? А ако ти се погоди шово, дали ќе смениш професија? Ќе размислим. Зошто се пријави? Да купам нов алат за фирмата. Јас сум Иван Тодоров, доаѓам од општина Штип, имам 24 години, по професија столарија. Може да те ангажираме у шоу ако изгубиш? Може. Јас сум Јована Симонова, доаѓам од општина Штип, имам 24 години, во моментов не занимавам се ништо друго, само со кикбокс и сум студент. Тука сум за да се забавам пред се и за да оспајам нешто. Колку време се занимаваш со кикбокс? 8 години. Колку машки имаш и Степано? Па до сега неколку. Натаму ќе видиме. Што читаш? Прилежни како да биде некој, па второ место, не прво. Второ место како да биде. Ако сакате да знаете како ги победив повторно овие двајцава и како е трето место повторно Димитар, тоа ќе може да го гледате на платформата на Глеј, а сега е време да одбереме со која општина ние денеска ќе играме. Дами и господо, бидејќи со прв можеме да бираме, меѓутоа оваа епизода сакам да ги прашам. Општина Битола, зошто би одбрал вас? Не бирај уопште речи, можи ти мене. Сакаш да те направиме битолски зет. Ама јас сум веќе скопски. Ништо! Општина Битола испаѓа. Одиме понатаму, општина Штип. Ама тоа не благодарение на тебе, благодарение на Марта. Ќе ме ставеше брат у незгодна ситуација, да знаеш. Од папа ти нема мака. Скопски зет сум јас. Општина Штип, зошто би избрал вас? Затоа што имам најдобра пастрамаилија. Најдобра пастрамаилија, звучи интересно. Знаете кај сум израснат? Зошто би ви избрал вас? Зошто ние го имаме тоа што го нема Тони. Јас ја бирам општина Аеродром. Доаѓам од кратката гордост аеродромска. Кажи ми невестава таму и си го земам тимот така да општина Битола, јас вибирам вас така. Ја не ме одбрав вас. Ми се паднавте или ја би се падна вас? А мислам дека нема да им биде лесно на овие. Колку неупетно веќе ваѓај. Првата игра се состои од неколку фази. Играчите е потребно да ги пренесат силите до одредено место, употребувајќи два железни лоста, но да внимаваат да се движат само на обележаните места на дрвената платформа. Циглите се носат до обележаното место, потребно е да се искршат и внесуваат во бурето во кое има вода и е прувета. Потребно е да се земе пруветата во која има 4 цифрен код, со кој се отвара сандакот во кој има парчиња од стожувалката. Играта завршува кога играчите ќе ја наместат стожувалката целосно, но и правилно. 3, 2, почнувај! Пусти ми.
Не спете да паднете, пази! Одлично, браво! Вади! Пушти! Ајде. Пусти! Ајде. Стој. Не смеш да паднеш! Окей! Пушти. Ајде! Пази, Димитрije! Пази на линијата, овој пајте. Дај ги рака мене! Malo se kasnite. Pobrzo, ajde. Носи! Imaj cigli, nosi! Ajde, Malte, ajde! Не треба да се вратите назад, 12 се доволно. Не се враќате на другите 6. 12 се доволно. Губи пати, Митар! Ајде, момци, Штип се гордее со вас. Браво! Ајде. Не 8. 0. Не. Без вртење. Видели ги земавме, без вртење. Не, бегај. Готови?
камера, само да ти кажам, сменицата и пичка на Петар Младена, потукам да ти кажам. Не знаеш што ќе се деси на следната игра. Најтешко вагон, напретам. Вагон е вагона. Влечењето ми беше најтешко, беше наврат температурата е 30. Што ти значи мала рака да имаш? Како се продна? Ја не можам да дишам. Акција! Супер сте, браво, браво! Тука оставе зад линија, зад линија! Зад линија, одно зад линија, зад линија! Оди ти надвор, оди надвор. Тука само влечи шипки, ништо пренесуваме! Зошто насад? Абе, ајде! Не, најубаво ќе биде он да победи одма, нема потреба да. Дај ми. Ајде! Тере! Не можеш лага! Добар гол! Dajde уште малце. Говариме трио до Астан, трио до Астан. Лечи. Уште малце имаме. Уште малку. Взимайте појд. Влечи се, полечи. Stavi. Ajde na liniju. Trčaj, ajde! Bravo! Ajde za koga? Za Pitova! Ok, neće. Za glave najviše. Ne za glavi. Na sredi na turniku, Slavije. Čekaj, lane se za glave. Ajde. Dojdi napred. Dojdi napred. Za glavi, fak. Trgaj! Ajde. Turni. Stavi unad. Dobro je rušenje, davaj. Drži, sočekam, drži. Aj, ne možeš tu. Probaj da go zemiš. Ešat. Da. Uče. Dolni. Ajde! Pati! Ajde! Čekaj, ja. Trčaj, Saša! Zavacu!
Двојка ти борности. Хајде. Взимај. Си да почеток. Без пројти покажување. Без пројти горе. Иде долу, така. Некој да реша да препара. Има Ф. Добре, што Ф? Ф долу, ево га долу. Најди. Ајде. Ајде, Петре! Ова горе, горе, горе. Стави го, стави го. Е, Марти! Е! Ома! Не, тамо, до вас најде, дај ми то. Стоп! Не, не! Грешка! Стоп! Не кажеш. Браво. Бродиш, што е тоа? Душе не испадна бе да му ева. Ги бегај. Значи, кој ја смислил оваа игра? Ти да му ева, ме. Следниот пат сонцето на двојка, не на четири. Еден за сите, сите за аеродром. И да загинам, јас срцево ти го оставам. Ајде, Томи! Ајде, 3, 2, 1, ајде! Оп. Што? Ајде, играј, не дозволувај да ви прават тензија. Ајде, не стапна, супер. Паметно, полека. Ајде, убрзајте малце. Чекоров, синхронизирај го. Браво. Браге се назад, ајде. Со се тие врати ги назад. Свати дека треба надвор да излага. Не мораш преку тоа. Ајде сега пак. Може? Полека. Ама ме туркаш намакат. Не ги пак е така. Не ги држи на крај. Изравнете ги шипките. Изравнете ги полека, мај. Полека. Ајде, дај се смирим. Ја добро сум. Ти си Ело, добар. вратите ги вамо. Да. Правиме промена, што правиме? Издравни. Ајде, може? Изравни ги шипките. Добро, ова ќе го простите. Ова е простено. Ајде, моци, озбилете се. Не истите. Дај. Абе, не истите. Ова е... Ајде. Надвор треба. Не. Не истите, различни. Е, ги оставите, браво. Не сгази пја. Стави една. Горните ти ги земеш? Горните. Ајде. Зашо вака? Пази да не падиш сега. Пази. Оди, браво. Але Маријана ви го убили обратно. Няма да стигне, назад. Погледа, брати. Добра сте. Не стапно, добра си. Добра си, отлично. Идеш. Ајде. Браво. Добри се, супер те. Ако ми падне сила, ќе треба да се соберите да знаете. Стефан Карпата ми дете го! Одмah добра колка ќе ставите! Не! Ако одзидам куќа ќе те викам! Така бе Маријана као господја бе. Се разушарав општината. Ова е смрт. Ова не е добро. Срамота. Знам дека очекувавте. Нема више? Уште две има. Чекај, зијам воздух. Сите ли се? Ево уште двете позади. Става там. Толку, 3, готово. Ева там. Ја прв. Хало, ваму, ја прв. Оди! Ајмо! Лечи! Уште малце. Леле, брат, не можам. Уште малце.
Ще малце. Ще колку бе? Ще малце. Ајде. Вече, ще малце те. Само ги се пробваме? Да. Од кај паѓаме? Лечи. Ајде! Добрно, ајде, лечи! Мене Синџи, понапред, Синџи, паѓај! Оди по. Да, не можеш, не мислам. Ајде. Таки само 3 од 1. Еле, луѓе, ајде бе, ни до пола не смеј! Ајде, дечки, ајде! 3, 4... Тука, дојди напред! Ајде, Маријана, го имаш моментот, сега! Се малчи! Ве молам, еј! 3, 2, 1... Ајде! Ама не можам сам ве све напред. Дојди на линија, полесно ќе ви биде. Дојди на линија, веруј ми, дојди на линија, полесно ќе ви биде. Тија лането таму го влечи. Ајде бе, стани, ајде, за 5 минути завршува играта, стани, ајде. Види ми брат, остане. Ајде, му требаш, ајде! Ајде, влечи, го имаш моментот, влечи! Сега! Не, Маријана. Земи. Ајде. Сиде треба да решавате, сиде треба да видите таму. Кој ме тераше го снимам, ова не знам. Снимај си подказа, брат. Будна голем да. Заглави на нулата, јебате. Чекај, не. Крцна нешто, чекај. Повлечи. Клавото не е на нула. Клавото не е нула. Да не, обратно, не. Така ги месте, 2506. 2, 5, 0, 6. Отворено е, ајде. Тука ова. Ова е второ доле. 3 ју. Спорката у средина ми требаше, спорката. Ова, хајде. Еде во кругот. Тука четврка ова. Ова доле. Тоа тука, у средина. Тоа е тамо. Ова е една по намо, луѓе. Дајте ми едно тука. Извини. Ево тоа у средина. Ова е тука. Ау, дечки, шо викате, шо направивме? Ау, човече. Ја очекував Негативен рекорд слушаме да. Очекував адреналин, добар, ама сонцево. Ја умирам. Ви кажам, Ја умирам. секој ден кафани ова ви го прават, немате воздух. Дајте ми кислород. Има ли спас за мене? Не умираш, ајде. Хвала многу. Да ги поживее Господ Систина. Маре, имам пулс. Имаш пулс. Лајк и сабскрайб. Добра беше играта. Благодарам, навративте живот. Искрено, не очекував дека е волку тешко. Јас се извинам на моите сограѓани од општина Аеродром што ги разочарав и реално екипата ја разочарав, што се надевам дека сепак има некоја маѓа и ќе бидам второ. После долги 3 надпревари дојде време да видиме кој ќе биде прво, кој е второ, кој е трето место. Првиот тајмер го знаете, односно на општината на Димитар. Кој општина бевте, брат, заборев? Ти не си тука да мислиш, не е твое да мислиш. Ти си оде да се убав само. Сега доаѓа моментот да ги дознаемете мерите на мојата општина и на Битола. Ќе го повикаме главниот режисер на ова шоу, како го викаме? Джери Спрингер. Томислав Живковиќ, дами и господа, дајте аплауз за Томислав Живковиќ.
Поздрав, Живкови. Добар ден, Томислав. Овој пат имаше многу јака битка помеѓу двете први екипи. 23 секунди е разлика помеѓу првата и втората екипа. Трета екипа овој пат Аеродром дефинитивно со 19-16. Тоа е. Здрави, живи, здрави, живи. Со 14-48 Битола второ место. 14-25 прво место. Крај, готово, нема потраж. Кајте, екипове! Ај, чекаме малку. Дали ова се случува, дали е реално? Типни ме, молим те, дали ова реално дека мрш бе, таму бе, преваранте бе. Пресврт. Еве ти го зуспаме, многу смрди, само Нема, дојди да се живи. Само една работа ќе ти кажам, се гледаме у втората игра. Брат, те чекам на полигонче, не се захира, кај ќе оди. Марамчињата кај се тие влажните. Аха. Да му дајме на дечко малце да се позабри, шоти кај падна па изгуби. Ало, Малдиви. Стиви му ја паца. Ама да ти кажам нешто. Убав. Не е толку лошо. Ја прошлата изгуби, брат, да знаеш. Уште 10 емисии има. Добро, бе, брат, сега. Не ви правите вака срамота пред другите да гледат. Тие 5 минути тука што ги изгубивме разлика со другите, се тие 5 минути што рече да одмориш таму. Брат, де сум само ја крив реал. Не си, ама не можеме тројца да влечеме ние. Дали за сна, битолска дали за Бастермајн. Толку години те познавам, Жими, се ти кажам, те поштам се, прв пат во живот си ме разочарал. Значи ова беше тактички. Ја мојата општина сакам да се промовира и сега ќе има плюс емисија. Значи вие влегувате во четвртфинале. Разбирате? Со тоа што размислите во четвртфинале, дали да имаме не со вас? Да ве прекинам само. Има време да. Најсветлата страна знаеш што е? Ти си добиете по еден шампон. Од пријателите Салвео. Бога ми. Билете има Плантур 21 за жени, алпецин за мажи. Одете избањете се, се регенерира косата. Он користи алпецин зашто му паѓа косата како и на мене. Е, па е. Кој е за жени? Ова е за жени. Сакаш да се смените? Не. Салвео, да се подаеме рака. Ќе ми подаеш? Фала ви многу. Ќе си дадеме подршка пак. Јас се забавав многу, уште еднаш извинете од мене, ама дадов се од себе. Се гледаме со општина Аеродром секако во четвртфинале, значи ова не е крајот за мојата општина и за нашата општина, но имаме месец дена секако да се подготвиме. Ја не се откажам од вашата општина, се надевам дека и вие од мене, затоа во четвртфинале давам се од себе да победим. Месец дена нема поминување по За кого? За кого? Јас не е тешко да се изгуби во емисија, знаеш? Добро е, брат, со ваква храна. Сакам од срце да им се заблагодарам за огромната поддршка и на Здрава станица кои што се грижат за нас и ни носат храна на секој епизода. Дефинитивно храна која што е потребна за едно вакво шоу да можеме да го истераме мушки до крај. Можете да ги најдете на булевар Партизански одреди. Имаат исто така во Изгейт. Здрава станица е изборот на ова шоу, односно Триумф. Еве го дојде. Здрави. Олио. На здрави. И како што може да видите, драги наши пријатели, тие што победија се во финалето. Но пред да играме втората игра во која што ќе се одлучи кој е победник од оваа емисија, мораме да упатиме голема благодарност до Мамут, кои што беа задолжени за сите реквизити и ни помогна во материјалите за самите игри. Дојде време Петра да ме поправа узборење ќе со. Играта е класично влечење на јаже, али во овој случај ланет. Играме исто како прошлата. На две добиени. Чекај сега, играме сите четворици или како играме? Не, 2 против 2. Би ја и ти да играме еднаш. Со кој ќе играш? И јас играм со појакиот пол. Јас и ти сме. Може? Сега го. Рунда 1. Правилата во финалната игра се многу јасни. Никој од играчите не смее да ја премине црвената линија која што им стои пред нозете. Исто така, победник е оној кој што ќе успее вагонот да го пренесе низ целата црвена линија. Внимаваме, до линија. Спремни ли сте? Ајде! Дали сте спремни? Ајде! 3, 2, 1, почнувај! Ајмо! На 3-4 пушти малце. Ла! 3-4 плеши.
Оди вагонот, врзи го! Тоа кажеш бе, мајмун еден, да не ти е девојчен, како реквизита стоеш овде бе. Она од позади влече брат со една рака, овој стои како сајла беше. Аман. Пишете у коментар сите Димитар Плачко. Добро поминавме, имавме добра тактика и очекував дека ќе победиме во овој круг. Сметам дека играта беше доста интересна. Противничкиот тим има повеќе среќа и сила нормално. Кој е крив затоа што изгубивме? Секој Димитар. Еуфорија во Моцарт. За време траењето на Европско првенство играј спортско одложување на mozartbetonline.mk и добий подарок ваучер од 500 денари. Играј видеолотариски игри и секој ден превземи до 100 бесплатни спинови. Во текси различни турнири со вкупен награден фонд од 40.000 евра. Посетете ја mozartbetonline.mk и во делот за промоции дознајте повеќе информации. Со еден клик биди победник. Моцарт. Додовме до самиот финиш и можно е да го добиеме победникот на оваа втора епизода, а тоа да биде Општина Битола. Но тоа не значи дека Општина Штип би изгубил. Што се случува? Во мој момент, ако Општина Битола победи и е 2-0, епизодата завршува. Но ако Општина Штип победи, тогаш е 1-1 и ќе се решаваат во третата игра. 3, 2, 1, старт! Држи. Полека. Ајде, тука се, држи. Паднате. Држи. Чекни. Ајде, сега, малку. Ајде. Баланс извади. Ајде, На почеток одма ве сетнал. Одма на почеток ве сетнал и како губеш. Немаме аеродром, ама имаме возови. Ајде, Битола, честитки. Хвала. Директорот честитки. И ти изпълни желбата, че ни ја да победа. Другари. Браво, дечки. Браво. Фер беше ова, брат. Значи се гледа дека во игра у која што не играш тим и да изгуби човек да не му е криво. Тоа е тоа, дечки. Општина Штип, второ место во оваа емисија. Морам да кажам дека иако не ме сакаа на почеток, ја многу во си поминав со оваа екипа, особено во првата игра, кај што навистина покажавме многу голема борба. Како ја доживеавте вие? Супер беше, преубаво си ја поминавме, малце повеќе има сила од нас. Тука не завршуваме, вие продолжувате во четвртфинале како второ пласирана, кај што ќе се борите со останатите. Имате некоја стратегија што сакате вака да развивате се за следна емисија, бидејќи веќе бевте на една? Малце повеќе тренинг. На сила? Да. Да. Да им честитаме и на Општина Битола кој што ја освоија оваа епизода, ама да им кажеме дека тука не завршува играта, затоа што има уште многу за освојување. Ај, честито. И кога си сам, и тажно е све, Димче пак ти се. Не. Кога изгуби Димче од мене, во емисија 2. Ќе си одиме у Битола горди, скроз. На крајот од емисијата, како и во првата емисија, така и во втората се покажа дека не е се до силата, туку се беше до тактикава, така? Се на се. Тоа што ние што изгубивме во прва емисија, ја што изгубив беше на среќа, овој пат немаше среќа кај противничкиот тим. Али супер се забавувавме и едната и другата екипа. Да, може дома сега комотно да ќе се дружиме, да. Ќе се дружиме секој, ќе си ги гледаме ние од полуфинале, ќе си ги гледате како се мачат од четвртфинале. И ќе ги бодриме. И ќе сигурно ќе ги бодриме со голем силен аплауз. Се забавувавме, нели? Премногу. Ептен, ќе бидеме спремни за полуфинале. Најспремни. Скроз, небитно кој ќе биде противникот од нас. Нич не е важно. Дечки, фала ти сите што не гледавте у втора емисија. Се гледаме со уште подобри предизвици у трета. Епа тука некаде ја завршуваме оваа епизода. Видовте кој победи. Фер, многу фер. Многу фер. Има ли камера да го снимам? Фер, за разлика од минатиот пат кога крадеше за да си победиш у сопствените игри што си ги измисли и изгуби, пошто те стигна кармата. Овој пат фер си тепаши, честито, добра ти беше екипата. Супер си поминавме на снимање, ама време е да ја завршиме оваа епизода. Викај ги Дора Мувинг. Да не, се да го писуваме тоа. Ај. Исто така имаме уште еден подржувач. Ајде може кој ќе ги видиме во наредните епизоди со некој од предизвици кои ќе ги правиме заедно. И исто така мора да потсетиме дека шоу има уште еден водител кој што изгуби во првата игра. Ја го заборави брат, скроз пошто цела емисија го нема. А знаеш ли сега што му следува? Знаеш така? Ајде. 100 метри до обележанава линија. Врати се поназад. Натаму. Оди влеч. Кога прда цвето
во вецето, па се стресе, елате, ау! Ајде, не се. Живи, брате, вон! Хвала ви за уште една емисија, ставете лайк и сабскрајб и се гледаме во најголемото адреналинско шоу!